И тоа е една голема црна дамка на Република Македонија. Република Македонија од лидер во регионот за како кандидат за евроатлантските интеграции, односно за член на НАТО. Тоа е многу несериозно. Ние скоро веќе 2 години немаме воен представник во војниот комитет во Брисел во НАТО. И не само што немаме воен представник, него ние во овој момент немаме ни едно воено лице во Брисел, а да не зборуваме за МОНС. За вашите гледачи да потсетам, мисијата на Република Македонија во НАТО има 3 дела. Тоа е политички дел или политичка секција, одбранбен дел или одбранбена секција и воен дел на чие чело стои војни представник во војниот комитет на НАТО. Вообичаено тоа е генерал и еднаш месечно најмалце има состанок на војниот комитет во НАТО. И сега оваа столче во Брисел е празно од Република Македонија. И сега кога реков не само тоа, значи војниот дел број, јас кога бев представник беа 5 војни лица, 5 до 7 војни лица. Во одбранбениот дел се вообичаено луѓе од Министерството за одбрана и понекогаш од Министерството за надворешни работи, а во политичкиот дел тоа се исклучиво лица од Министерството за надворешни работи. Во одбранбениот дел за среќа имаме само еден човек сега. Значи тоа е едно тотално несериозно и не само тоа. Република Македонија во овој момент еден дел од војната дипломатија нема, а тоа се војно-дипломатски представници. Освен во САД и до август и тамо немаме, никаде во овој момент ние немаме војни представници. Јас знам дека е дипломатијата скапа работа, меѓутоа е многу важна. Ако немаат пари, треба да кажат. Тоа е толку несериозно и толку црна дамка за Република. Да, но помалку е нејасно, ако сме аспиранти за членство во НАТО алијансата, тогаш е неразбиливо зошто да ги немаме тие луѓе, зошто да немаме одбранбена дипломатија. Тоа е еден од показателите што вака во политичкиот жаргон има политичари, аналитичари кои викаат дека актуелното раководство во Република Македонија не сака, јавно се декларира дека сака во НАТО, сака во Европската Унија, меѓутоа потајно не сака. Ова е еден од показателите. Јас стварно не можам да сватам како ние да немаме воен представник во војниот комитет. И не само тоа. Тоа е многу лесно, не мора да се види што треба да правиме. Треба да погледаме што прават другите. Да погледаме другите земји, таа величина како што е Република Македонија, што имаат во НАТО, што имаат од војната дипломатија во соседните земји. Вие замислите, ние во соседните земји исто така немаме воен представник, немаме во Бугарија, немаме во Грција, немаме во Албанија, немаме во Србија, а едно време имаме во Црна Гора и имаме сега еден патувачки нерезидентен воен аташе за Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина.